Уметничката галерија во Скопје сместена е досега најмасовната изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Пеесетина сликари, 16 графичари и 20 писеристи во текот на јануари ги изложуваат своите дела во 5 сали на стариот Даут Пашин Амам, кој веќе одамна им стана фамилиарен на ликовните креации. Изложбата на Длум им се придружува на две пригоди, 25 годишнината на постоењето на Сојузот на ликовните уметници на Југославија и на Меѓународната недела на уметноста што ја прокламира УНЕСКО. Изложбата Длум 1973 година очигледно немала намера да селекционира врвни достигања и на тој начин да ги вреднува на високите дострели создадени во ателијата на ликовните уметници. Напротив, Длум широко ги отвори вратите на индивидуалниот избор, на разновидните определувања и можности. На тој начин, оваа изложба е одличен информатор за тоа колку се разновидни естетските интересирања на современите ликовни уметници кај нас, колку е бројно нараснато ова здружение кое веќе има сериозна историска традиција и конечно оваа изложба на мощен очигледен начин демонстрира дека доаѓањето на нови генерации сликари и скулптори го продолжуваат отворениот процес на постојано проширување на вредносниот спектар. Оваа средба на генерациите е веројатно основниот белег и шарм на последната изложба на Длум, која впрочем мощно природно обилува со хетерогености и контрадикторности. Токму затоа беше природно да се запрашаме што во овој миг на нашата пракса представува Длум. Во прилогот поканивме неколку ликовни уметници кои го изнесуваат своето мислење за состојбата на Длум. Томо Шијак, сликар. Томо, вие сте веќе 20 години член на Длум, меѓутоа на оваа изложба, како и на претходните, ве нема. Зошто? Па верувајте ми, многу мачно се чувствувам кога треба да ви изговорам интимната исповест. Здруженијето во еден период во кој јас се чувствував многу ентузиазиран, не го препознам денеска во оваа оформеност и сметам дека моето дело тука би било можеби повеќе случајно отколку на правото место. Што според вас направил или не направил Длум? Па Длум во еден период кога беше инспиративно здружение и кога ние се препознаваме во неговиот облик, направи доста. Меѓутоа се случи еден период, еден вакуум, кога низ формата на сталешката организација луѓето сакава да ги средат своите сталешки прашања, не умеева да видат, да се согледаат во нешто што се вели комуникација помеѓу делото, уметникот и консументот, публиката. Публиката нема толкувач. Ние не успеавме
како член и јас можам да го признаам тоа за греф личен. Не успеавме да создадеме критика, не успеавме да создадеме трибуна каде ќе бидеме објаснети до онаа мера која е веројатно логична. Не знам, верувајте ми дека не знам што би можел јас како единка, како чинител во ова здружение да направам. Меѓутоа сметам дека оние што се тука, видите колку има млади, даровити луѓе. Сметам дека тие не би смееле да тргнат по оној малечок пат. Јас верувам дека они би морале да одат по еден далеко посложен пат, би требале да направат далеко повеќе и нас на постарите да ни помогнат. Тука се Петар Хаджибошков, академски скулптор и подпредседател на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, и Насо Бечаровски, академски скулптор, член на управата на Друштвото на ликовните уметници. Другар Хаджибошков, Друштвото на ликовните уметници на Македонија влезе во 30 годишнината на своето постоење. Тука е изложбата на Длум во уметничката галерија, која е на некој начин јубиларна. Какви се можностите на Длум за ефикасно работење во овој момент? Кога ми е веќе поставено прашањето за Друштвото на ликовните уметници на Македонија и сегашната негова положба и поставеност како организација со определена физиономија и смерници, во кратко кажано, моите размислувања за здруженијето се сведуваат на тоа дека ќе треба по итна постапка организационо реорганизирање и неговото осмислување во рамките на постоеќата ситуација во културата во нашата земја. Друштвото на ликовните уметници на Македонија ќе треба да стане едно мокно здружение, организирано здружение, со вистински здружен труд да приде кон решавањето на проблемите во ликовната култура во нашата република и создаде елементарни услови за творечки потенцијал на своите членови и на самото удружение. Крајен момент е да се надраснат досегашните постоеки дилеми во унутар на самото удружение, да јасно се прецизират и постават акциони програми со што би се застанало на патот на присатните негативни појави во културата од сомнителен карактер, например, да кажеме шундут, сомнителни квалитети и се друго. Исто така, здружението итно треба да ги осмисли своите понуди, како и самата афирмација на нашето ликовно творештво, бидејќи тоа навлегува во сите пори на нашето социјалистичко општество. Другар Бечаровски, вашиот колега рече дека Друштвото на ликовните уметници на Македонија може да израсне во моќно здружение. Каква е структурата на Друштвото на ликовните уметници на Македонија? Друштвото на ликовните уметници на Македонија ги има сите предуслови за да стане такво моќно друштво. Преди се структурата баш на самото друштво, право да речем шаролика, Арноли преди се има еден голем број на школовани и веќе афирмирани способни луѓе за секаква работа. И ако додадам на тоа дека друштвото брои преку 140-150 членови, тогаш мислам дека многу ја речем со тоа. Бидејќи друштвото има толков број членови, веќе афирмирани луѓе, како стоите со просториите, со финансиите? Па видите, тоа е едно од болните прашања на друштвото. Друштвото на ликовните уметници на Македонија одржа голем број изложби и во Републиката и надвор од неа.
Какви се можностите за афирмација на членовите на ова друштво? Кога и тоа прашање го поставивте за афирмација, јас би кажал да нашата република има неверојатен ликовен потенцијал и е крајно време исто така да се изнедат вистинските форми како би се тој потенцијал и го нашол своето место на афирмација. Досега не може да се каже да не постоела тенденцијата за афирмација, но сметам дека со самото време менување на се, дека и тие форми би требале да во едната работа на удружењето, како и на сите други кои околу тоа се заинтересирани, да се пронајде една форма која би била поактивна, посигурна, афирмирањето на оноа ликовно творештво при нас, како тука во земјата, така и надвор. Се обложува Марчок дека ти и не знаеш со што си го заслужил ова место. И ми се допадна. Ми се допадна уште оној час кога падна на земја, кога лежеше во правта, мислам, кога ја подигна главата и кога му рече на татенцето: "Зошто не тепате? Ние бевме крај големата вода." Проклет да видам, тоа беше храбро. Може би ти мрамореше. Премиерата "Ѕидот водата", драматизација на романот "Големата вода" од Живко Чинго, што ја направи режисерот Бранко Ставрев, кој истовремено и ја постави на сцената на Македонскиот народен театар од Скопје, предизвика разбирливо интересирање. Пред се работи за еден литературен текст кој беше високо оценет кај нас, а беше преведен и на други јазици. Како изгледа "Големата вода" на сцената на Македонскиот народен театар под наслов "Ѕидот водата" е тема на нашиот следен прилог. Слушај, малечок, сега ќе правиш тоа што ќе ти речем јас. Затвори ги очите. Добро, Мири. Верувај ми, малечок, еден век можеш да останеш лака на ова место. Ништо не е тоа. Само еден век. Кейтен, Здржи се, малечок. Биди човек. Не сме веќе сами. прости. Прости, Кейтен, на сине. Голем водо. Гледај! Тоа е звезда што паѓа. Проклет да видам, јас гледам милиони малечки звезди. Од нивниот блакога се подпалува целото пространство. Како да слегле во водата, пловат. Навечер брзо се множат звездите, а наутро уште побрзо се стопуваат, претворајќи се во ситна, сива прах. Ми се враќаат сите мили слики. Сите изгубени слики. Гледам малечко трче ми влегува во босата нога. Мајка со игличка полеска го молкне, да не боли непрестано дувка со уста, со својата душа. Големата вода е недофатлива. Таа мора да е во срцето на човекот. Повторно се чувствувам слободен. Чувствувам како се раѓа сентелевиот рит, како одам по него, како се качувам. Голема вода. Мајко, Другар Чинго, во представата "Ѓидот водата" ги гледаме ликовите од вашиот роман "Големата вода", Исак Кейтен, Лем Костадиновски, Оливера Фрезовска и други, кои на некој начин се живи, со своји физикуси, со еден збор конкретни
што не е одлика на уметничката проза. Како гледате вие на тоа оживување? Всушност, во која мера ги препознавате ликовите од својот роман? Практично, она што јас имам да го соопштам, го напишав во едно конкретно дело, за кое додека го пишував не водев сметка ни дали тоа ќе биде повест, роман или драма. Мене нешто друго ме водеше во работата. Дневникот за работата на тоа дело, белешките што ги имам прибрани, сигурно 3 пати, 5 пати се поголеми од бројот на страниците на оваа книга. Речи си, дефинитивно во себе бев се решил повеќе да не дозволам драматизација или адаптација на расказ или на друго моје дело, кога дојде предлогот на Бранко Ставрев. Морам да признам дека тоа не беше административен предлог. Тоа беше еден предлог кој кај мене предизвика известен интерес, предизвика о начинот на кој размислуваше Бранко Ставрев како автор, како режисер. Тој период траеше подолго, рече си 2 години, додека дојдовме до овој финален дел, до овој продукт, сега што е на сцената на Македонскиот народен театар. Основно беше творечки да се разберем, и тоа беше првиот услов што јас му дозволив на Бранко Ставрев. Односно, свеста, мислата дека од човечката свест многу животи зависат. И зависеле, и зависат, и ќе зависат. Другото немаше проблеми. Вашето прашање, морам да признам, е доста конкретно, смело. Јас ќе речам толку, дека ние сме задоволни што Бранко Ставрев, токму на овој начин, одејќи по ликовите, ја градеше представата Цветот водат. Со други зборови, он створи своје дело, кое е на сцената, отворено и за кое можеме секако да се произнесеме. Тоа е мојот одговор, накратко. Дугар Ставрев, вие ја направивте сценската адаптација на Големата вода, што значи дека на некој начин сте го преработиле материјалот што се вика проза во еден друг материјал што се вика представа. Како се одвиваше тој процес и како гледате на резултатот, на дефинитивниот резултат? Во моментот кога низ плакатот ја најавивме представата, како што знаете под еден наслов Дзидот водата, веќе како да беше поставено прашањето зошто е сменет насловот на книгата. Чинам дека тоа беше пред се моје инсистирање, за да не ја доведеме публиката до некакво недоразбирање, тоест да се помисли дека мојата намера и намерата на екипата што работеше на таа представа била во тоа да по секоја цена ја пренесе Чинговата книга, ја преточи во представа. Мојата намера беше во смисла на оние намери што се добро познати во светот, најмногу кај еден режисер кому јас му се дивам, тоа е Јури Љубимов, кој работи на Таганка, чија намера, како што реков, е воглавно во тоа да за својата сцена пронаоѓа автентични материјали, би рекол, нели, зашто не се работи за барање исклучително на оригинална драма, туку да се пронајде некаде материја од која ќе се изгради една представа.
Тука е случајот до толку карактеристичен што често пати може од една обична слика да се појде кон желбата да се изгради представа. Мислам дека, викам, моите појдовни точки беа тука. Значи не станува збор за тоа дека сакав да правам драматизација која ќе постои сама за себе, туку еден вид синопсис или сценарий спрема кој јас ќе се појавам во втората роля, во ролята на режисер, тоест низ еден отворен процес во работата, со учеството, со заедничкото учество на вистина целата екипа, ќе создадеме едно дело што веќе не се вика ниту роман, ниту драматизација, туку е една жива представа. Вие истовремено и ја поставивте на сцена, ја режиравте представата, што значи дека на некој начин практично за себе сте го преработиле првобитниот материјал. Што вам како на режисер ви даде големата вода и што вие и дадовте нејзе? Јас мислам дека на еден начин се обидов тоа да го одговорам и во првото прашање. Правев на вистина драматизација, тоест една книга на режија за себе. Мислам една книга на режија која самиот ќе ја преточам во жива представа. А што и дадов на големата вода? Не би знаел да кажам. Знам само тоа дека јас сиот и се предадов. Ти си пеперутка. Не, ти си пеперутка со златна прав на крилјата. Царица на пеперутките. Самовил. Ќе сакаш ли да признаеш Кейт? Признаеш дека измислуваш. Признай, ќе те убија. А потоа, што се случи со пеперутката? Потоа, пеперутката се стопи. Се претвори во капка роса. А што се случи со росата, Кейте? И росата се стопи. А во што се стопува? Во земјата. Во земјата се стопува росата и од тоа земјата станува топла. Топло. Ја маѓам сам! Убав мој. Златен мој. Да го врземе, тоа е магија. Не, може да избега. Точно. Оружјето. Што сакат? Кейте! Кейте! Што стана со топлината, Кейте? Каде отиде топлината? Гадови! Гадови! За представата Ѕидот водата, која неодамна ја доживеа својата премиера на сцената на Македонскиот народен театар од Скопје, зборува Благоја Иванов. За романот Големата вода од Живко Чинго повеќе пати е пишувано во нашата јавност од повеќе литературни критичари. Така што во случајов не би сакал да говорам за неговите квалитети и да делам уште комплименти во таа смисла. Меѓутоа би сакал да задржам на она што е карактеристично во овој роман што се однесува во однос со представата за која би сакале да говориме вечерва. Имено романот Големата вода несомнено има добро драмска јатка, ако може така да се рече, драмски судири во затворениот круг на интернатот. Меѓутоа, таа драмска јатка е на еден начин опфатена со една изразита прозна фактура. Оттаму се чинеше како да не ќе може тоа да се прелее и на театарска сцена. Но во случајов се појави еден изразит театарски човек како што е Бранко Ставрев, кој го почувствува тоа драмско јадро и кој успеа на вистина од еден роман да направи драмска изведба која сите нас не импресионира. Бранко Ставрев беше дал една можна интересна изјава пред премиерата на Големата вода, односно Дзидот водата, како што се вика оваа представа, дека тој сакал не да се држи до делото, туку да се држи до авторот. Токму таа негова насока укажува и на оној творечки начин на приоѓање на ова дело и оттаму и успехот на адаптацијата која представува едно изразито драмско дело поставено на сцена од еден мощен добар режисер.
Режијата во случајот всушност е само, ако можем така да речем, компонент од целиот творечки напор за прелевање на романот на сцена. Режија импресивна, стилски мощна, чиста, динамична, со убави, ако можем така да речем, темпа кои се сменуваат од изразито тешка колективна игра до вајање на одделни индивидуалности кои се појавуваат во една размена на една сцена па друга сцена па трета сцена. Би сакал при тоа да кажам дека тој имали добра помош од една група млади артисти, од кои тешко би можел да издвоам некој име посебно, освен што речем дека тие и својата дарба и својата дисциплина ја покажаа на мощне добар начин. А сигурно дека меѓу нив брилира посебно поискусни артисти како што се Ќортошев, Ѓундева и Кирил Андонов. За добрата представа на Зидот водата има голема заслуга според мене и сценографијата на Бранко Костов, кој инаку повеќе пати извонредно добро соработува со режисерот Бранко Ставрев. Би сакал и на крај да кажам дека оваа представа значи многу и за Македонскиот народен театар, а значи многу и за нашата театарска уметност, заради тоа што се укажува можноста преку оваа представа понатаму да се доближат можеби и некои други добри прозни дела, кои исто така би можеле да имаат добри толкувачи и добри интерпретатори во лицето на режисерите, односно во лицето на артистите. Отвај! Отвај! Ајде, брзо, отвај! Мирно! Значи на крајот успеавме. На крајот на краишата сепак успеавме. Она што ти, другар Аневски, успеа да го постигнеш поднос на редот е на таков степен што предизвикува општо одушевување. Оно што со векови ги мачи умните, длабоки луѓе, самосвеста, човечноста, една ваква дисциплина, ти успеа да ја постигнеш во текот само на една година. Значи успеавме. Во фоајето на Македонскиот народен театар од Скопје, заедно со премиерата на Зидот водата, беше отворена и изложба на сценографски скици од Бранко Костовски, работени токму за оваа представа. Познатиот сценограф веќе долго време својата творечка работа ја посветува токму на оваа материја. За своите сценографски постигања Бранко Костовски е добитник на повеќе награди и признанија. Од овие и од други причини, а пред се затоа што учеството на сценографот во реализацијата на една представа е постојано, иако неоправдано запоставувано. Следниот прилог го посветуваме на сценографските постигања на Бранко Костовски, посебно и на сценографските постигања воопшто. Другар Костовски, сценографијата денес, а и незиниот третман не е ист како пред 10-15 години. Што е постигнато на тој план? Мислам дека е точно тоа ваше тврдење дека сценографијата во последно време има стварно голем подем. Можам да ви наведам неколку примери од поранешното мое прво доваѓање во театарот, каде на пример имавме 10 на 20 кулиси и 10 на 15 врати и прозорци, од кои комбиниравме разни представи. Додека сега сами сме свидетели на и од мненијата на нашата публика и од нашата штампа и интересот кој се обрнува на оваа уметност во последно време, дека се на сцената, како и во филмот и на телевизијата, постигнати огромни резултати на тоа поле. Кои се според вас позначајни сценографски имиња од светот? Па ја мислам како најзначајни имиња сценографски на светот, можам да ги спомнам покојниот Пабло Пикасо, кој бил стален гост на сцената на операта во Париз, Салвадор Дали, Шагал, Оскар Кокошка и многу други.
Другар Костовски, вие работевте со голем број режисери и на голем број представи. Каков е тој однос режисер-сценограф или сценограф-режисер и каков е крајниот резултат, представата која произлегува од тој однос? Значи, со многу режисери сум соработувал и можам да кажам дека со многу сум имал многу разен приод на представата која треба да оформиме. Мислам дека диалогот на режисерот и сценографот е многу важен за крајниот изглед на самата представа. Нивниот однос на работа, нивното познавање на тоа дело, нивната визија на тоа дело, многу зависи од крајниот исход, квалитет на представата што ќе треба да се види. Во редовниот прилог за архитектурата, гостин на нашата денешна емисија е инженер-архитектот Трајко Димитров. За тема на својот коментар, тој го избра проектирањето и архитектурата. Укажанава шанса да се најдам пред вашите камери, би сакал да ја искористам за куса анализа со попатни констатации како јас, како долгогодишен проектант, гледам на комплексниот проблем на архитектонското проектирање кај нас. Ако го простиме проблемот на проектирањето, можеме грубо да го поделиме во 4 основни фази, вклучително со архитектонската реализација. Првата фаза би била избор на локалитет или поправо дефинирање на програмата, на просторот. Едно од најважните фази кои претходат на утврдувањето на програмата. Бара комплексно согледување на сите аспекти кои во иднина ќе го дефинираат практично вистинскиот смисол не само на потесната околина, но и на поширокото подречје. На територијата на Скопје можат да се набројат бројни примери на правилна и комплексна сагледана концепција за избор на локалитет. Тука ја слободно би ги навел трговскиот центар, градската порта, транспортниот центар, новото сајмиште, топланата Исток и слично. За жал, во исто време ќе бидам слободен да наведам и некои примери на објекти кои не воделе доволно сметка за природните вредности на постојната структура, така да во вистинска смисла на зборот ја обесмислиле и за вечни времиња му ја одзеле шансата на градот повторно да им ја врати функцијата и убавината. Кога ова го велам за погрешниот избор на локалитетите и концепт, мислам и на бројните доградбини из населбите кои отправи убави минијатурни градчиња, направива крш и лом во естетска смисла на зборот, а покрај тоа со ангажирањето на слободните зелени површини нагризани се белите дробови на градот. Град кој без тоа не се одликува со некој посебно голем фонд на слободни зелени површини. Како понатака? При капиталните зафати да се возможностите за грешка сведе на теоретски минимум, оти направената грешка практично не постои начин да се исправи. Втората фаза во архитектонската реализација е програмата. Доста важна фаза која му претходи на изработката на проектот, односно архитектонското дело. Постои правило, оти добрата програма со избор на добар проектант е повеќе од половина реализирано архитектонско дело. За жал, во нашата средина на изработката на програмите често се приваѓа како на формален документ, како нужно зло, иако е совршено јасно, оти пред се лошите програми, нецелосно согледани и мегаломански димензионирани се една од главните причини за проблемите во реализацијата на универзитетскиот кампус, иако се работи за едно несекојдневно архитектонско дело, за пролонгирањето во недоглед
на почетокот на градбата на Домот на спортовите, за честите тешкоти во финансирањето на градбата на комплексот на музеите и слично. Како примери на добро согледани потребни, мерени из програма, би можел да ги наведам културниот центар, гледан како реализација во етапи, Македонската академија на науките и уметностите, бројни школи, градинки, трговскиот центар и слично. Третата фаза, непосредна изработка на проектот. Најматна и секако најкрвава фаза во раѓањето на архитектонското дело. За жал, во нашата средина е обременета со доста непотребни слабости и пропусти. Недоволно нормативни акти кои би ја до крај регулирале, нема доволно селективност на кадарот кој треба да се бави со проектирање, присутна е некоректност од страна на инвеститорите, како по однос на избор на организацијата, така и по однос на одредување на роковите и цената за изработка на проектот. Присутно е и проектирањето како приватна практика, иако формално со законската регулатива тоа не постои. Добриот проект се уште не значи гаранција за вредно архитектонско остварување. Проект не е архитектура. Меѓутоа, ако проектот се работи со лоша програма, за мали пари и за кусо време, што не е редок случај во нашата секојдневна практика, тогаш не постојат ама баш никакви шанси да се реализира вредно архитектонско остварување. Секако би требало ова општество да биде заинтересирано до крај да ја прифати и афирмира институцијата јавен конкурс. Оти само на овој начин, преко широк избор на бројни решенија, може да биде избран најарниот за конечна реализација. Конкурсот да престане да биде преокупација на архитектите, истиот мора да стане императив и потреба на пошироката заедница. Четвртата фаза би ја нарекол јас конечна реализација. Вредните и помалку вредните архитектонски реализации чекорат на поредо, иако е совршено јасно, оти се налага, ради интересите на пошироката архитектонска и не само архитектонска јавност, јавно да бидат достапни оценките за вредностите на поедини објекти. Да илустрирам. Монументалниот градски архив во Скопје чекори заедно со празното имотно шаренило на стамбената изградба на Партизанска. Трговскиот центар ќе не внесе во светот на интернационалните реализации. Меѓутоа, започнатата реконструкција на старата чаршија, онака како ја замислуваат незините проектанти, бара хитна и неодложно преиспитување за да утре не биде можеби доцна. На крајот би сакал да заклучам. Крајно е време архитектурата како потреба на пошироката заедница да е поопштествиме. Архитектонското дело да престане да биде архитектонска изложба на вкусот и можностите на проектантот, а се разбира и на оние зад него што стојат, ами да се јави како резултат на свесните определби на ова општество за понатамошен материјален и културен прогрес, а да во исто време внесеме максимална одговорност во сите пунктови на архитектонското творештво. Тука пред се мислам на образовниот процес, кадровската и персонална структура, програмирањето, обезбедувањето на материјални средства, креацијата и конечно реализацијата. Ретроспективната изложба на Крсто Хегедушиќ во Загреб е тема на нашиот диалог со другите културни центри. Големиот југословенски сликар за прв пат ги собра на едно место, во Модерната галерија во Загреб, своите предвоени и повоени уметнички дела. Хегедушиќев опус раѓал се кроз отпоре, па nije чудо да е и пут до негове велики ретроспективи био дуг, да je trebalo proći vremena i da je trebalo uložiti napora da se razbije i nerazumijevanje i da se stvori jedna ovakva cjelovita izložba. Nema sumnje da
danas ona predstavlja centralni kulturni događaj u našoj kulturnoj sredini i da će doći do bitne prevalorizacije umjetnikovog opusa. Ako želimo potražiti osnovne značajke ovoga opusa, onda proizlazi da se on razvija na dvije bitnim odrednicama. Jedna je traganje za našim izrazom, dakle to je zahtjev kojeg je postavio još Matoš, a kasnije ga razvio Krleža, a druga je okrenutost prema našoj stvarnosti. Dakle, Hegedusčićevo slikarstvo između dva rata razvija se kao jedna bitna kistovna analiza zbilje, i to zbilje hrvatskog sela i hrvatskog proletarijata, a na drugoj pak strani ona se oslanja na paletu ruralne arhitekture i seoskog ambijenta i samo zahvaljujući talentu visokog osobnog stila on uspijeva postići jednu sintezu koja je jedinstvena i gotovo bi rekao neponovljiva u povijesti naše likovne umjetnosti. Poslije gotovo 15 godina odricanja od dijela i od izlaganja, u čemu ja vidim jedan poseban oblik angažiranja umjetnika, Hegedusčić se 1955. godine javlja sa dijelima koja predstavljaju sintezu svih i najboljih vrijednosti njegovog slikarstva. Prevladavaju dvije teme, apsurd rata i apsurd života u visoko urbaniziranom ambijentu. Hegedusčić na tim temama razvija visoki osobni stil, razvija jednu monumentalnu, statuarnu formu i sintetizira sva najbolja iskustva evropske umjetnosti u širokom rasponu od nadrealizma do informela. Ova izložba sada daje potpunu sliku i njegovog razvoja i njegovih najboljih rezultata i nju će popratiti uskoro monografija o Hegedusčiću za koju je tekst napisao Miroslav Krleža i ja se nadam da će ta monografija zaokružiti naš dojam o ovoj sasvim izuzetnoj ličnosti našeg umjetničkog života. Уметничката фотографија е една од помладите уметности за која во последно време се повеќе се зборува и се вреднува. Живко Јаневски е еден од афирмираните представници на македонската фотографија и го замоливме за еден разговор. Живко, од кога фотографираш? Почнав 1957 година, значи полни 15-16 години. Колку изложби си имал до сега и каде се? Точен број на изложбите, на групните изложби немам, бидејќи не одев точна евиденција на излагањето, но мислам дека излагав на околу 300 изложби. А кои награди си добил и кои ти се подраги? Па, имам освоено, исто така, немам точни податоци, на околу 90 награди на домашни и меѓународни изложби. А најдрага од нив секако ми е Октомвриската награда во 1967 година, што ја добив во Белград. Живко, фотографијата дури во последно време го доби атрибутот уметничка. Каква е според тебе разликата меѓу уметничката и неуметничката фотографија? Како и во другите уметности, секој производ на еден фотограф има однапред определена цел. Денеска фотографијата е 130 години стара во денешен облик. Спектарот на примената на фотографијата во денешни размери понекогаш доведува до забуна кај неупатените како да се вреднува. Денес со тоа е расчистено. Дали фотографијата е уметност или не. Однадвор, со тоа што најголем број светски галерии се повеќе место и отстапуваат на фотографијата, се прават големи светски салони на уметничка фотографија, се штампаат разни монографии, книги
се признава се поголемата вредност на фотографијата како уметност. Индустријата, производството, туризмот и така натаму, фотографијата ја признаваат како применета уметност, а однатре, меѓу фотографите, веќе стивнуваат дискусиите за тоа на што треба да се повикаат за да се докаже фотографијата како уметност. Имено, некои сметаат дека адутите треба да се барат во сличноста со другите уметности, нарочно со најсродната со сликарството. Некои пак претендираат за тоа да не се бара никаква сличност со другите уметности, туку напротив да се инсистира на фотографијата таква каква што е. Сеедно, оваква или онаква, фотографијата денеска го има признаен својот статус на уметност, или со помалку зборови речено, разликата во уметничката и неуметничката фотографија е во тоа што уметничката се сервира како таква и се прима како таква на изложби, реков, во монографии, во галерии и така натаму, а онаа другата е позната како научна, документарна, илустративна во весници. Може ли фотоапаратот да гледа, да биде око, односно да и послужи на уметноста на гледањето, ако можеме така да ја дефинираме функцијата на фотографијата? Сеедно овака или онака, фотографијата денеска има признат статус на уметност. Имено треба да се прави разлика меѓу оние фотографии